Фала многу што му додадете, тоа му помогнете во читална, нема проблем. Ја тега те жалувам моментално, што луѓе што му помогнеше нешто, раде нешто, пачетина, одета. Ото керка има, ово не ми цин, те ми дворам там да кажам, оđево што ме држала, вчера му болница била, те породена керка, значи детето имам проблем, о керка ми, зато там да ги чалам, то општина Центар Република Македонија. Ја не можам више тоа да кажувам, тоа можам македонци да знам да зборувам, живееме во една соба, то 10 луѓе, имам тетра, имам фуки, мали, душа, спорува, ја не слушам повеќе веќе тромаш, керка ми да повеќе. Тагам да ви кажам место, те трамувам од тетра ми таму, ваму, љубовта не можам да живеем таму во една соба, што тега сум примала 1500 дена на социјална, со 41 година, но тие пари не ме прима. Терамо тетва по улица, тој тука, тоа ми помага. Како е жената? Жената како е и новороденчат? Не можам да слушам. Бебето како и жената? Па има малку проблем, не можам да видам. Мајката може има право да види. Не можам како да те товарам, не може добро да ме разбира. Нема кој да мене да ти пика глава, ти домаш да доде да товара. Нема. Затоа руката те кекешам, те борам. Не ја дам, не дам на дете да ги ранам. Така мене да живам како човече. Јас сум куќа, па човече. Те домаш тоа дам ти кажам. Тоа да обрасувам повише, осела публика Македонија те жалам. Токото коменти имам, никој не те верува. Народот мене на порно пачина лепче. Такам да ви го кажам, не такам да ви лажам. Фала од вас, од тите луѓе. Токајчум те жали до тега до лето, до јуни, шети, то теми, то тега моментално 11 отовни, ми се изјадува до 13 година, до 14 добив од вас, социјална центар. Што ме пратите, фала од Господа. Тамо да ме намети како да го демам керката, да живам во некој. Тамо да ли бараке, не такам там да бидам богатиром маш, сакам мието дете да се живееме. Да сме мирно, нема да над фамилија, хода не помага. Ова е една само мала помош од вработените од општина Центар, но дадена со навистина голема љубов, бидејќи бевме потресени од она што го чувме за тоа како живеат наши сограѓани овде. Значи, вработените во општината веднаш кога чуја во какви услови живее ова семејство, собра средства, своји лични средства донира. Му ги дадовме сега на таткото на веќе сега 3 деца, потоа собравме сето она што им е во моментов можеби неопходно, чевли, хигиенски производи, средства за хигиена. Инаку општината исто така додели еднократна помош во висина од 30.000 денари, кои што ќе легнат веднаш на сметката на ова семејство, за да можат да ги искористат за она што на висина им е најнеопходно, колку толку да можат барем во овие зимски месеци да имаат покрив на главата. Недозволиво е навистина во оваа држава која што се прокламира себе си за социјална, да дозволи нејзини жители да живеат во вакви услови. Затоа еве од вработените на општина Центар, од советниците еден апел до сите граѓани колку можат да помогнат на ова семејство.